Денес ќе зборуваме за една алатка што прави вистински бум во светот на креирањето содржини. Станува збор за Гама и нејзината најнова, најмоќна надградба досега, верзијата 3.0. И ова не е само некое ситно подобрување, туку представува една темелна промена во начинот на кој ги претвораме нашите идеи во визуелни приказни. Ах, тоа чувство, сигурно на сите им е познато. Крајниот рок се ближи, а следовите едноставно не изгледаат како што треба. Тоа е една фрустрација што речиси сите сме ја доживеале, било на работа, било на факултет, чувството дека сме заглавени со форматирање, со дизајн, со ситници. Па токму тој проблем, таа мака, се обидува да ја реши Гама. Уште од самиот почеток нивната мисија беше да го олеснат тој процес, а со верзијата 3.0 ова го криваат на едно сосема ново, повисоко ниво, а во оваа анализа ќе видиме точно како го прават тоа. Но за да сватиме колку е голема оваа промена, ајде накратко да се вратиме назад и да видиме од каде почна се. Еволуцијата на Гама ни дава одличен контекст за тоа зошто оваа надградба е навистина важна. Патувањето, да речеме, беше експресно. Гама почна како свежа алтернатива на традиционалните алатки, но до 2023 стана светски феномен. Денес со верзијата 3.0 тие целосно ја редефинираат својата цел. Веќе не се само алатка за презентации, туку комплетна платформа за визуално раскажување. И сега доаѓаме до првата од двете големи новини. Ова е можеби и највозбудливиот дел. Го представуваме агентот на Гама. Замислете го ова не како алатка, туку повеќе како соработник. Оваа споредба е совршена. Наместо само слепо да извршува наредби, агентот се однесува како партнер. Може да дава предлози, да го подобрува дизајнот, па дури да истражува наместо нас. Ова е огромна промена во начинот на кој размислуваме за креативниот процес. И погледнете колку е едноставна комуникацијата. Нема потреба од сложени команди или технички познавања. Буквално разговарате со него на природен јазик. Му давате цел, како оваа, и тој веднаш се фаќа за работа. А резултатите? Тие се навистина импресивни. Зборуваме за целосен редизајн со само еден клик, па се до автоматско додавање на релевантни статистики од интернет. Може дури да земе слика од рачно напишани белешки и да ги претвори во професионална презентација. И да, преведува содржина на различни јазици, но при тоа го разбира контекстот за да звучи природно. И еве уште една работа што можеби сите ја мразиме. Правење диаграми. Порано ова беше бавен, мачен, рачен процес. Сега само го пишувате текстот, го избирате типот на диаграм и Гема автоматски го креира и го пополнува со содржината. Неверојатно. Добро, ајде да преминеме на втората голема надградба. Ако агентот е за паметна соработка, API-то е за целосна автоматизација и интеграција. Тука Гама станува дел од еден многу поголем работен процес. Најпросто кажано, API-то му дозволува на Гама да си зборува со другите апликации што веќе ги користиме. Ова значи дека може да се интегрира во постоечките системи, без разлика дали се користат алатки за автоматизација како Zapier или некои сопствени бази на податоци. Еве еден конкретен пример. Замислете си дека водите белешки од некој состанок во Google Docs. Со вака поставен автоматизиран тек, штом ќе го зачувате документот, Гама автоматски ја зема содржината и ја претвора во целосно дизајнирана презентација. Буквално без никаква рачна работа. Докако го пиете кафето, презентацијата е веќе готова. И тука лежи вистинската моќ на ова автоматизација. Може да се земе еден главен шаблон, например за продажна понуда, и автоматски да се генерираат над 100 персонализирани верзии за секој клиент посебно, со повлекување податоци од CRM систем. Ова е масовна персонализација на ниво кое досега беше незамисливо. Но приказната не завршува тука. До сега зборувавме главно за презентации, нели? Вистинската моќ на Гама 3.0 лежи во нејзината флексибилност. Не се работи само за слайдови. Значи, истата содржина, истата идеја може да се претвори во сосема различни формати со само неколку клика. Она што почнало како презентација, може веднаш да стане целосна веб страница, професионален документ или пак серија објави за социјални мрежи. Тоа значи еден напор, повеќе кратни резултати. Заштедувате часови и часови работа. Добро, ова е супер за индивидуалци, но што е со тимовите? Гама е изградена и за поголеми организации. Има посебни функции како заеднички работни простори за соработка во реално време, можно за поставување сопствени брендирани теми за да се задржи конзистентноста и секако понапредни безбедносни контроли за податоците. Сето ова, нормално, не носи до едно големо, можеби малку незгодно прашање за улогата на вештачката интелигенција во креативните полија. Ова е прашањето што е во главата на сите. Ако вештачката интелигенција може да дизајнира, да истражува, па дури да пишува, што останува за луѓето? Краткиот одговор? Најверојатно не. Но подолгиот одговор е многу поинтересен.
Не се работи за замена, туку за засилување. Алатките како гама ги отстрануваат досадните повторливи задачи и со тоа ги ослободуваат креативците да се фокусираат на стратегијата, на идеите, на донесувањето одлуки на повисоко ниво. Добрите професионалци ќе ги прифатат овие алатки за да работат побрзо и попаметно. Оваа споредба ја сумира целата вредност. Преминот е од еден бавен, мануелен процес кон брз, интелигентен и автоматизиран работен тек. Времето што порано се трошело на форматирање, сега може да се искористи за размислување за самата идеја, а тоа е огромна промена. И ова е можеби најважната реченица што треба да ја запаметиме од целава приказна. Технологијата не е тука за да ја преземе креативноста, туку за да ја ослободи од техничките ограничувања. Таа ги отстранува сите пречки помеѓу идејата и незината визуелна реализација. И со тоа ќе завршиме со едно прашање. Кога алатките ќе се погрижат за тоа како да направиме нешто, нам ни останува многу поинтересното прашање. Што? Што е следната голема идеја што вреди да се сподели со светот? Сега кога имаме моќ да го направиме тоа полесно од кога било.